Случило интересно на денешен ден, а сега веќе е време да се вратиме назад во реалноста, во сегашноста и да продолжиме онаму каде што застанавме. Веќе е време да ви го представам и мојот прв гостин денеска во студиото, всушност станува збор за гостинка, со мене денеска Катерина Стојановска-Десковска. Здраво, Кате, и добро ни дојде. Секако здраво и на тебе и на гледачите на МТМ телевизија. Јас сум со вас секогаш кога можам, попладне, нели, штом дојдам од работа, го вклучувам телевизорот, па и вчера бев заедно со вашата програма. Во тек сум се што се случува и затоа задоволство ми е што еве ме поканивте да кажам нешто и за мене и за она што го работам. Така, секако дека чисто задоволството исто така и наше, односно обустрано. Можеби ќе се изненадат гледачите затоа што имале можност да те гледаат на друг медиум и сега можеби ќе се запрашаат зошто токму во МТМ телевизија е ова гостување. Сум била гостинка, повеќе пати, меѓутоа еве не си била ти, затоа не сме се знаеле, меѓутоа сум била во неколку наврати и убаво е кога ние нели водителите си соработуваме, инаку јас работам веќе 13 години како водител новинар во македонската радиотелевизија. Зад себе имам нели неколку проекти, долга година работи во утринска програма, последно нешто значи што го работев и се надевам дека ќе продолжам да го работам е емисијата Нешто плюс со Кате. Така, меѓутоа овој пат ќе зборуваме за твоите ангажмани поврзани со фестивалот. Физиски не, туку како фестивалски водител. Ето така. Поврзани со фестивалот Филиграни, она што е многу интересно и сепак нели значено да се спомене тоа што оваа година ќе се емитува и јубилејното 20-то издание на овој фестивал и тоа е навистина голем повод за гостувањето и верувам дека има многу што да се каже поврзано со самото тоа. На почеток, оние најважни информации каде ќе се случува овој фестивал и кога? Фестивалот се случува точно на предпоследниот ден од месецов октомври, значи на 30 октомври во салата на Домот на армијата тука во Скопје. Значи не е тетовски филиграни, 5 години беше тетовски, останатите 15. И во Скопје меѓутоа кај луѓето останат тетовски прашуваат каде кога ќе одиме во Тетово. Нема Тетово, значи се е тука во Домот на армијата. Во 20 часот среда ден се одбра, организаторите одбра за среќа нели да биде затоа што сепак е јубилеј, треба убаво да се прослави. Организатор е Зоран Десковски, претседател на Совет на фестивалот е Бранко Николовски, во Советот на фестивалот е Сања Ѓорѓиевска задолжена за нели комуникација со медиумите, за сценарио, а уметнички директор е музикологот Костадин Костадиновски. Така, со оглед на тоа што е ова јубилејно издание, дали може... Значи поголем тиме, меѓутоа еве јас тие што се на врвот ги споменав, нели? Така, дали може да очекувате? Еве веќе го слушаме музика од филиграните, тоа е Свадба голема, песна која што се пее на секоја свадба и веселба, барем по 5-6 пати. Значи, ете, всушност, оправданоста на филиграните. Не се одржуваат заради ред, туку песните кои што ќе се испеат. Да, ова е песна испеана, можеби, нели, втората, третата година во Тетово, не знам ни дали доби награда, меѓутоа, еве, остана да живее и да се пее. И бројни такви има. Значи, ти донесов Млада невеста исто на Војо Стојановски, на Гоцар Наудов, сите песни ми се чини дека од да беше стрела песнава, сите преубави. Отпеани му се токму на филиграни. Да. Дали тоа е Благица Павловска, Петар Нечовски, има значи пејачи што секоја година како ја што сум водител, извините брикнав, така и тие се редовно, значи така, две водителки на една место. Малку потешко, па пуси јас и во позадината тука. Така, дали е тоа можеби една од причините зашто 20 години обстојува овој фестивал, затоа што 20 години навистина не се мал период. Да, така. Меѓутоа тука е умењето, пак ќе го споменам, Костадин Костадиновски, значи да одбере песна. Тој е и идеен творец на Валандово, затоа што е валандовчанец, 20 години е веќе на филиграните, уметнички директор е и на Еврофесто, значи што му обстојува толку долго, резултатот го има. Може ли нашите гледачи и сите кои ќе бидат присутни во Домот на армијата на 30 октомври да очекуваат нешто специјално, нешто спектакуларно поврзано со јубилејот? Така, ќе има млади пејачки имиња, многу малку 5-6, останатото ќе бидат познати пејачи, меѓутоа ќе има и многу убаво интересно шоу со најубавите, значи песни обнародени кои што ги спомена веќе живеат. Сега на Костадин малку му е тешко да одбере затоа што 15-тина треба, нели? Според сатница да нема да може публиката
повеќе да издржи, меѓутоа мислам дека Костадин голема тука тешка задача ќе има. Еве на Маријан Куцев Бекрија Љубовџија на пример, нема свадба, веселба каде што не се пее, а таа е филигранска. Или Розо моја на Иво Шибримовски, Дано Данче на Ибро Лабунски, Росана исто многу убави песни, Кате и нели ти реков исто каде си татко песна да ми чуеш, на групата Џумпуш, Осареш кога ќе овенеш, значи преубави песни има. Така има ли строг критериум овој фестивал со оглед на тоа што се стремите кон тоа да излегуваат само хитови од фестивалот, има ли строги критериуми околу изборот на песни? Тука е, јас мислам позитивното на организаторот и на уметничкиот директор што даваат слобода на авторот. Значи авторот да се избере според можностите. И затоа има и успех. Значи секој пејач се јавува и кажува на Костадин таква песничка направив, убава е многу да ја слушнеш, една-две, Гоце Арнудов се случувало и до две да сними. Се готово, комплетни и само ќе му каже на Костадин ти бираш, кажуваш која. И Јанко соработува веќе неколку години со фестивалот и Жаки Узунови, многу ми е драго, поздрав и до нив, многу драги пријатели ми се. Токму тие вчера беа. Вчера ме поздрави Јанко и морам да му возворам. Да се врати на поздрав. Пријатно, изненадена тоа кога го слушнав моето име. Навистина, јас имам соработка со многу луѓе, меѓутоа тие ми се посебно така како семејство драги. И имаат слобода, значи, да ја направи песна на Жаки без никој да ја слушне, без никакви обврски и критериуми, мораш ваква да биде, толку да трае и така да изгледа. И затоа најубавото го даваат всушност од себе пејачите, кога не е наметната. Како нас сега нешто да ни наметнат, нели, гардероба или шминка, и не се чувствуваш убаво во нешто што не е пријатно, што не си го одбрал ти. Сега, кога 20 години се навистина многу долг период, јас би сакала да споделиме со нашите гледачи, верувам дека овој дел од разговорот ќе биде најинтересен. Имало ли некоја интересна ситуација, некоја згодна или пак можеби незгодна ситуација која што останува запаметена, меѓутоа не дошла се уште до јавноста, се присетувате на неа кога ќе се сретнете, нели? Па добро, еве има на пример ситуација имаше кога почна фестивалот во Скопје, јас некаде одам со најавувањето директен пренос на македонска телевизија, одам Евто Пупиновски воопшто не се појави. Доаѓам до крај, Костадин Костадиновски доаѓа, ми пишува ливче едно нашкртано и кажува не рип него го нема човекот, последен. А нели си има редослед јавно извлекување неколку дена и според тоа за да нема нели лутиш дали е популарен или не, кој број ќе му се падне така ќе настапи, а популарните сакаат последни. Евто го нема, доаѓа Евто испотен на крај. Леле вика бебо Тетово, салата празна, жив човек нема, си реков што направив јас. А тој си отишол во Тетово. И тоа е сега згода малку. Така, и можеби тоа нешто што непријатна за некој, меѓутоа стасал човекот, пак последен. И беше среќен. Сепак успеа да испее, претпоставувам. Да, испее и среќен беше што последен. Така, постојат многу шпекулации околу фестивалите, посебно по завршувањето на фестивалот, секогаш има некој кој што се лути, некој кој што не добил награда, некој кој не е благодарно тоа навистина. И јас ете тука секогаш има шоу програма и уживам јас додека ја водам шоу програмата. Значи сите нервози жирито го има. Околу нели која награда како и нели публиката гласа, секогаш да се гласа. Така, меѓутоа не сме слушнале до сега, барем јас не сум слушнала никогаш свиркање, нема свиркање, дури на песната, да беше срела песната на Гоце Арнаудов, ми се чини едно 15 минути, сите аплаудираа публиката и не си одеше, откако е прогласив јас, нели, за Гран При на фестивалот, не си одеше публиката. Така и со песните на Војо Стојановски, така и со на Благица, Татјана Новица настапуваат, Душко Ѓоргиевски, Даниела Темелковска скоро секоја година, сега во моментов, Сузана Гавазова исто има многу убави награди добиено, потоа Зоран Дамјанов, Цветанке моја преубава песна ќе биде оваа година отпеана, пак и во шоуто. И така, многу убави песни. Така, гледате ли конкуренти? Секако тоа станува, нели, по фестивалите. И затоа јас им одам на гости. Се случува ли да имате конкуренти, всушност да доживувате дека ви се конкуренти за бавните фестивали? Што мислите публиката, кој повеќе сака да ги посетува? Па јас мислам дека публиката сепак сака народните. Ако ние мислиме, можеби забавните повеќе сака. Не, еве јас го водев со неколку години Канеофест, можеби 5 години во Охрид, Еврофест, секогаш филиграни салата е полна. Така, што е она што најмногу сакаат да слушнат во публика? Сакаат ли некоја балада да слушнат или сакаат некоја повисела песна? Сакаат весел. Во секој случај весела. Така, Јадранка Тушевска еве и Валандовските свадбари преубави песни, еве, весели кога говориме за весели.
и тие се скоро секоја година, последниве години дел од филиграните. Така, се случувало ли да имате ваш фаворит и да навистина навивате за одредена песна? Се случувало ли да гласате, вие смеете ли да гласате како Не, јас не гласам, јас кажав, јас си останувам на сцената, значи не се повлекувам, не пијам кафе, ништо, не се замарам со цигари и такви работи никогаш, па е веќе доцна или сега да почнувам. И веднаш, значи, 15 на минути додека е гласањето, јас ако се пресоплечам нели во друга тоалета, позади сцената ја го правам. Тука имам помошници, нели, асистенти, тука е мојот син Андреј Десковски, кој секогаш ми помага, тука е Сања Ѓурѓиевска, дел од тимот, секако имам и тим кој што се грижи за мојот изглед, салонот за венчаници, дива, значи убавите тоалети, еве, јас да ги покажам. Веќе е време, така. Да. Веќе е време да зумира камерата, да можат нашите гледачи да видат за што станува збор. Ете така. Каква е дружбата на сцената? Каква е дружбата помеѓу естрадата? Има ли интересни дружби, има ли пријатели помеѓу сите кои што настапуваат на овој фестивал? Има ли непријатели помеѓу нив? Па јас мислам дека нема непријатели. Дека так, повеќе има. Тоа е на таа камера? Еве вака. Јас повеќе. Ова е настапот на Жаки Узунова. Ете, може да ја забележат нашите гледачи. Ова е од минатата година, 2012. Мигрантската цветна сцена беше, тука е фармата и расадникот за цвеќе, хитка кој што навистина се трудат преубава да ни биде сцената. Е, Благица Павловска, не можеше да им одолее на хризантемите. Така. Еве сум и јас, ова е, да, минатата година. Ова се постари фотографии. Сепак би било убаво да ги потсетиме нашите гледачи. Да, ова е постара. Некој тимот на студиото Леонтич е секогаш со мене, значи мора да има и тим кој што стои и зад нас, нели, како водители. Така, кога за да ни биде полесно. Кога е поголема еуфоријата, кога сте вака во студио или пак кога водите на ваков голем фестивал во живо? Фестивал кога водам јас не сакам да престане. Значи, прво си викам, како ќе издржам 20, ќе видам сценариото кога ќе ми го дадат 20-30 песни, нели, со шоу, со прогласување, доделување на награди, па се пеат прво наградените и гран при. Сикам, како ќе издржам? На крај, секогаш сакам уште малку да трае, затоа што дружбата и позади сцена, еви, Блага Петреска, ја заборавив, преубави песни има, кога Ороќе завиори, баш како што рековме, весели, преубави песни на филиграни и знаат позади сцена да застанат, да заиграат сите тие. Тоа е многу убаво чувство. Така што тогаш си викам во себе, нека потрае уште малку. Меѓутоа секогаш е тука следната година во која што нели продолжува забавата онаму каде што застанала. Или некој друг фестивал. Секако. Што е со телевизиските ангажмани? Кога можеме повторно да те видиме на екран? Сега во октомври веќе, значи ќе еве името на проектот нека остане тајна, меѓутоа нешто слично на Нешто плюс Окате. Нормално сега во поубаво, помодерно издание, како што и нашата сега куќа, нели, македонската телевизија. Така. Кате тука некаде ќе те заблагодарам. Морам да се ја похвалам куќата затоа што нема да ти се налутиме? Не, мислам дека нема да замерите затоа што јас велам број 1 и така треба да остане. Секако, затоа што тоа е сепак нели национална за доброто на сите нас. Кате тука некаде јас ќе ти заблагодарам за гостувањето, навистина ми беше мило што дојде, што со нашите гледачи ги сподели сите овие новитети. Останува уште еднаш да ги поканиме 30 октомври Домот на армијата на Република Македонија, часот. Среда за среќа, 20 часот. Се надевам дека сите кои што се уште немаат испланирано што ќе прават тогаш, ќе си набават карти и ќе можат да дојдат да се забавуваат. А секако, јас мислам дека уметничкиот директор секогаш тоа го прави, дека некој ден пред тоа ќе гостува во некоја од вашите контактни емисии, дека ќе подари влезници на гледачите на МТМ телевизија. Тоа сигурно ќе ги израдува нашите гледачи. Така е, ветување. Ви благодарам за гостување кај вас. Ви благодарам за гостувањето, навистина ви посакувам успешен фестивал и секако по завршувањето на фестивалот ќе имаме можност повторно да поразговараме, да се дружиме и да ги споделиме впечатоците. Така. Дали имаше жалби или поплаки, тогаш ќе кажеме. Секако. Благодарам. Продолжуваме понатаму ние со она што е веќе предвидено, а следува од режија.